Минатата недела беше одбележена недела на здравје во ArcelorMittal. Со кои активности, на кој начин беше одбележена? Да, ArcelorMittal секоја година организира недела за здравје во октомври или почеток на ноември. Една недела траат активностите. Оваа година активностите, целиот настан всушност започна со организирање на крводарителска акција, која што беше заедно организирана и подпомогната од страна на Црвен крст на Република Македонија. Потоа имаше повеќе активности во текот на целата недела. Имаше за време на викендот организирано пешачење или планинарска акција, каде што се искачивме на Пелистер. Потоа исто така имаше организирано предавање за здравје на повеќе теми и оваа акција беше подпомогната од докторите од Ремедика со кои што се работуваме. Потоа исто така имавме предавање за прва помош од страна на доктор и повикавме исто така и нутриционист кој што одржа предавање во однос на здрава храна, здрав начин на живот. И организиравме брза кујна надпревар во однос на приготвување на здрав оброк. Тука ги повикавме гостите од брза кујна, Александра и Марк, и тоа беше еден многу интересен исто така настан. Во главном тоа беа дел од активностите, да кажеме, главните активности во текот на целата недела што се одвиваат. Исто така може да дополнам со организирање на вежби за реагирање во итни случаеви, каде што тимот за брзи интервенции беше вклучен. И тоа беше исто така организирано и подпомогнато од Неуромедика. Исто така на самиот настан кој што беше организиран, беа доделени награди на дел од вработените. Во кои категории и колку се тие мотивација на некој начин за нив? Да, на денот на отварањето имаме секоја година доделување на награди. Оваа година беа доделени награди за најдобра идеја во однос на идеја која што би го подобрила безбедноста на работното место. Тоа беа две идеи од втори трет квартал. Потоа имаше награда за најдобар работник во однос на репортирање на небезбедни активности и исто така ситуации, блиски промашувања. Потоа имавме најдобра линија во однос на најдобри резултати според анализата за случајни повреди во 2017 година, исто така блиски промашувања од сериозно значење. Потоа награда за најдобар планинар. Исто така награди за Fatality Prevention стандард пилотите, односно групата на колеги, луѓе кои што помагаат за развивање на стандардите за безбедност и кои што работат на овие стандарди за безбедност. Потоа колегите од Take Care програмата, односно мастер обучувачи за Take Care или Грижи се тренингот, кој што се одвиваше од 2016 до 2017 година. Тоа е 5 дена континуиран тренинг за здравје и безбедност, теоретски и практичен дел. И многу други награди. За дали ги мотивира вработените, секако дека наградите се мотивирачки, меѓутоа пак се поврзани со подобрување на безбедноста на нивното работно место, така да сите тие се свесни дека треба да сите да работиме и да придонесуваме за поголема безбедност на нашето работно место. Што вели вашата статистика? Каде најчесто, во кои оддели, можеби, на кој тип работници се случуваат повреди на работното место? Нашата статистика кажува дека во 2017 година најголем дел од повредите се случиле од сопнување, препнување, лизнување. Тоа се воглавном
помали повреди, кои што се класифицирани како прва помош повреди или медицински третман повреди. Имаме една повреда со изгубено работно време, кое што исто така спаѓа во оваа категорија од лизнување. Исто така анализата, вклучувајќи анализата и од минатите години, покажува дека имаме подобрување во однос на намалување на бројот на повредите и намалување на повредите од со изгубено работно време, по сериозно значење и така натака. Кои други активности ги правите во текот на целата година за унапредување на безбедноста и здравјето кај вашите работници? Во ArcelorMittal Скопје се работи по глобална програма, која што е на некој начин делегирана од страна на ArcelorMittal седиштето кое се наоѓа во Луксембург. И имаме обуки за вработените по однос на стандардите за безбедност и здравје, take care обука за безбедност и здравје, leadership обука за безбедност и здравје. Потоа имаме настани, еве како што е недела за здравје, каде што имаме настани во тек на цела недела, секој октомври, односно ноември. Во април за Ден за здравје и безбедност исто така организираме цела недела активности за безбедност и здравје. И многу други активности со кои што се трудиме секојдневно да ја зголемиме свесноста кај луѓето за значењето на безбедноста на нивното работно место, да се грижат тие самите, а исто така да се грижат и за своите колеги. Значи имаме во програмата вклучено и shared vigilance или грижи се и за својот колега.